проклетство. Овој пат ми избегавте, ама следниот пат нема да ми избегате. И на тој човек му реков: немам јас никакво оружје. Кој сте вие? Што сакате од мене? Не ви е срам вака да се однесувате кој жена што може да ви биде мајка? И ти не си мирна. Постојано им одиш на нерви на луѓето, разбираш? Поради тебе постојано доаѓаме во оваа куќа. Нему да ја вознемируваш господја Хандан, добро? Ајше! Маш ми дојде. Ајше! Кој сте вие, бе? Тргни ми себе. Ајше! Кој беа тие двајца, бе? Не знам. Како не знаеш? Види што ти направиле нустата и окото. Што е тоа? Престани веќе. Од сабајле до вечер на вратата само зборуваа за оружје. Сигурно се твоите другари мафијаши, тие се кој да бидат други. Не се тие мои луѓе, жено, ако беа ќе знаев, кој беа те прашувам. Кажи ми кој се. Што сакаш да кажеш, Хазим? Кој се? Дали јас имам врска со мафија? Јас сум една обична жена. Каква врска имам јас со такви работи? Додека не те запознав, немав ништо со такви работи. Господ да ми ја земеше душата да не се омажев за тебе. Еј! Ќе те убијам, Ајше. Каква жена си ти? Нели ти е страв, кажи ми? Ќе го извадиш тоа оружје, Ајше? Дај го тоа оружје, па да се спасиме и двајцата. Разбрав. Јас одам во полиција. Ке се пожалам и од твоите другари и од тебе. Инаку не можам да се спасам на друг начин. Не одиш ти никаде, враќај се таму, Ајше. Седи таму каде што си. Ке чекам трпеливо денот кога ќе ми го дадеш пиштолот. Ама ако одиш во полиција, ке се одмаздам за Ипек, Ајше. Види, светот е мал. Никогаш не знаеш кога ќе ти се појави некој пред тебе. Ќе видиш како ќе и се одмаздам. Лично, слушај ми го зборам. Тука некаде требаше да има виски од татко ми, ама... Господјо Берен, ме исплашивте. Што бараш ти тука, Несрин? Зедов дозвола од мајка ви. Дојдов да земам книга. Можеш да земеш од сите, освен од горната полица. Татко ми не сака да се чепкаат тие книги. Нема ли некое место каде што можам да останам сама? Не слушнав дека дојдовте. И јас што туку дојдов. Дали сакате нешто? Ипек, можеш ли да ми донесеш една чаша? Празна чаша? Да. О, гледам подобро си.
Да, подобра сум. Ти што правиш? Господја Берен седи покрај базенот, побара чаша. Побара празна чаша. Да? Срамота. Сигурно за алкохол кога слушна дека господинот Али ке се жени. Тух. Звукот на брановите секогаш ми носел мир, знаеш ли? Меѓу нас нема лутење, сине. Го знаеш тоа. Можеш да ме гледаш како татко. Секогаш се обидував да направам се за да не ја почувствуваш празнината, што ја чувствуваше по смртта на татко ти. Сега колку јас успеав во сето тоа, не знам да бидам искрен. Никако, Чичко. Ти мене ми овозможи љубов како вистински татко. Никогаш не ми даде да почувствувам дека нешто ми недостига и тоа не можам да го возвратам. Затоа сум многу благодарен. Ти беше брат на моите деца, на моите родени деца. Точно, понекогаш имавте расправи и кавги со Берен, свесен сум за тоа. Ама не заборавај, тоа се случува во секое семејство. Ме гледа како брат на Берен. Ако дознае дека сум влюбен во неја, што би направил? Сигурно не би прифатил. Знаеш ли, дека јас тебе никогаш не те одделив од моите 3 деца? Понекогаш исто и нив им се лутам, им викам, ама тоа не значи дека треба да напуштат куќата и да не ме гледаат повеќе. Нели, сине? И јас имам голема вина. Луѓето прават грешки во животот. Важно е да знаат да се вратат на почетокот и да продолжат со животот. Гледаш, и Берен ја свати својата грешка. Затоа сакам да се вратиш на работа, Али. Чичко, откако знам за себе сум покрај тебе. Прв пат ми се случува вакво нешто. Дури еден ден без работа ме фрли во длабока празнина. И јас сакам да се вратам на работа. Со Назим ми остана работата недовршена. И со Акиф исто така, се разбира. И тој човек е многу досаден. И со него ќе се справам. Добро. Мило ми е. Тогаш, во чест на твоето враќање на работа, а? И на тоа што ќе станам татко. Чекај малку, застани. Ти ќе станеш татко, значи? Значи Шуле е бремена, така? Да, Ајде, бе. За ова ќе наздравиме пак. Тогаш, сигурно ќе го поместите датумот за свадбата на напред. не, уште не сме зборувале за детали, Чичко. Вчера вечер така решивме. Види, ако сакате едноставна свадба, можеме и во нашата градина да ја направиме. И Шуле нека си покани колку што сака луѓе толку. Чичко, ти веќе ја закаже свадбата. Па сине, ќе имам внуче, значи оставиме малку да се израдувам и јас, нели? Види, кога го изговорив зборот внуче, одеднаш ми дојде како многу да сум остарал веќе. Сега нема враќање назад. Да бидам соберен веќе е невозможно. Ајде да видиме. Земи ја чашата. Ете така. Ајде на здравје. На здравје.
Оваа чаша ја пијам за нашата срекна двојка Али и Шуле. Го средили тоа Зеки? Да, ама да знаеш, повеќе нема да правам вакви работи. Кога претходно ги пратив луѓето во куќата на жената, не правеше ваков проблем. Луѓето ми рекоа дека жената е сиромашна, а што ти сакаш од неа, а? Зошто ќерка и ти е толку важна? Дали секогаш кога ќе земеш пари толку многу прашуваш? Секако и јас така помислив. Добра ноќ. Таа жена ќе каже каде е мојот син. И пек ќе се врати кај семејството. Ќерка ми конечно ќе најде мир. Ајде, дојди во кревет. Што правиш тука? Јас ќе спијам тука на моето место. Ајде, не се лути, дојди. Јас ли ќе ти се лутам бре на тебе? Зборуваш како да не знаеш низ што поминувам. Проклета да си. Ако продолжиш вака да зборуваш, прости се од твојот живот. Запомни го тоа, жено. Безобразен. Уште ме повикува во кревет. Имам поголеми маки од тоа. Ќе видиме како Хандан ќе одговара за се што направи. Влизи. Повели Несрин. Видете, госпоѓо Селда, извинете што ве вознемирувам. Не ме вознемируваш. Ако си дошла до тука, значи има нешто важно. Господја Берен. Што е со Берен? Отидов по книга во собата на господинот Керим. Господја Берен беше таму. Потоа излезе со шиша во раката. Какво шиша? Алкохол. Сега седи долу и пие алкохол. Сакав да ви кажам да не настане проблем ако ја види господја Султан или господинот Керим. Многу добро направи. Берен. Мамо? Фрли го тоа веднаш. Ти кажа на мајка ми, нели? Несрин, може да си одиш. Што е ова, Берен? Што правиш? Зошто си толку напната, господјо Селда? Смири се малку. Гледај ме. Човекот што го сакам се жени со друга. Плюс таа е бремена, замисли. Берен, душо. Ајде одиме во соба, не сакам татко ти да те види ваква. И унака, се ни е тајно. Се ни е во нас, нели е така, мамо? Само да не дознае татко ти, само да не зборуваат луѓето, само да се дружиме со луѓе според нашата положба. Ти, дали барем еднаш си се препуштила на текот на животот, а?
Барем еднаш. А? Ајде, душо. Ајде, мајкино. Ајде. Ај, мамо, можам и сама да одам, не сум дете. Добро. Се разбира дека можеш, само ти ја држам раката. Ајде, душо. Ајде, душо, полека. Ајде. Чекај. Ајде, седни овде. Собличи го тоа. Среќна ли си, мамо? А? Откако Али дојде во оваа куќа, секогаш беше ладна кон него. Секогаш му даваше до знаење дека не е еднаков. Уште на 18 години си отиде од оваа куќа, без да се врати. Берен, душо. Али не е за тебе, мила. Од неговото однесување, од начинот на животот кој го води. Мамо, те молам, остави ме сама, ако може. Берен, душо. Мамо, остави ме сама. Мамо. Каде беше? Бев кај Берен. Како помина разговорот со Али? Али се жени, Селда. И се врати на работа во компанијата. Мило ми е. Навистина ми е мило што Али се жени. Ќе имаат и дете исто така. Шуле била бремена. Не се изненади, гледам. Ти да не знаеше дека Шуле е бремена? Не знаев, ама го познавам Али. Мислам дека наскоро ќе има и свадба, знаеш. Но ќе имаме и бебе во семејството внуче. Луѓето што ги потценуваш, госпоѓо Селда, ќе ти го направат животот уште полош. Ова е само почеток. Те видов од прозорецот дека доаѓаш. Добро утро. Добар ден. Всушност сакав синоќа да дојдам, ама татко ми ги брои минутите кога си одам дома. Па не можев. Не е важно, не се грижи. Сакав да те прашам нешто тебе, ама не сакам да ме разбереш погрешно. Не е за кредит, верувај ми. Ама, што ќе правиш, Джим? Не знам, Зейнеп. Навистина не знам. Тој Аќев не ме остави на мир.
Единствениот начин да се ослободам од него е преку Несрин само. Каква врска има Несрин? Ако Несрин мене ми ги даде документите, ќе можам да го тргнам Акиф од себе. Ама Несрин, никогаш таа нема да ми ги даде документите. Во право си. Не би ги дала на никого, не само тебе. А жената што ти најде работа, што не ја побараш? Може би ќе ти даде втора шанса? Никогаш не се знае што ќе се случи? Немам друг избор, ќе морам да разговарам. Немам никој друг што ќе ми помогне. И ти да зборуваш со Несрин, Зейнеп. Може би ќе ја убедиш. Не, Джим, не ме мешај во тоа, те молам. И онака Несрин нема да ме слуша мене. И таа ги користи тие документи против Акиф. Ајде, јас морам да одам сега, ќе задоцнам. Гледај, зборувај со таа жена. Добро, ќе зборувам. Дај ги клучевите, Хазим. Зашто? На шефот му е прекуглава од тебе. Што и да ми дадете правам? Ми рековте да чувам куќа 24 часа, дремев тамо. Шефот почна да губи доверба затоа што него донесе оружјето. Веќе не си еден од доверливите луѓе, Хазим. Не се грижи, ќе ви го донесам, реков. Жена ти буквално ми се закани со полиција. Додека него донесеш оружјето, нема работа. И не сум одговорен за тоа што ќе ти се случи, разбери. Те предупредив 100 пати, Хазим. Ајше, отвори ја вратата, мори. Луѓето дојдоа до врата и ми кажа дека повеќе нема да ми даваат работа. Не најди се, дај го оружјето. Нема да го дадам оружјето, Хазим. Очигледно е многу важно и за луѓето што ти даваат работа. Инаку нема да чекаат по цел ден пред вратата. Оружјето ќе остане кај мене. Ако пробаш да ја допереш шипек, тогаш ќе видиш убава. Пак ли сакаш да полудам? Дај го оружјето, не се и наети, реков. Реков нема да го дадам. Не инсистирај. Ако сакаш, земи ми го животот, уби ме. Само да се ослободам од тебе, разбрали? Проклета да си, аман од тебе. Ту! Значи, додека оружјето е кај мене, Хазим нема да може да ми се доближи. Јас одам. Каде? Како каде? Денес ми е слободен ден. Аха, добро. Мамо, ајде да те испратам до вратата јас. Лесна работа, ајде. Мамо, кажи му на Мекмет да те однесе. И пази се од Акиф, добро? Ако Добро. те види ќе проба да те исплаши, ќе те следи, така да знаеш, те Добро, молам, добро, милај. Герко не се грижи. Мамо, сериозна сум, види, знаеш дека е луд. Сега поради документите што ги имам, ќе сака да те киднапира. Те молам, не поминувај покрај кафулето, добро? Несрин, како дете ме предупредуваш, добро разбрав, ајде оди си ти по работа, ајде. Мамо, дојди, сакам да ти кажам нешто. А зошто на вистина одиш, кажи ми? Не е за куќата, така? Затоа што ти кажав, безполномошно на Джем не можеме да ја продадеме. Е, срам да ти е. Навистина срам да ти е. Еднаш во 40 години ќе си земам слободен ден, а ти не престануваш, ајде оди си по работа, ајде. Боже, што е ова, како дете да сум јас?
Пази се! Добро. Добро утро. Добро утро, госпоѓа Селда. Добро утро. Мерием, Берен спие горе, додека ни се разбуди, нека ни се прави голема врева. Во ред? Секако. Само сакав да прашам, кога мајка ми не е тука, кој ќе ја подготви трпезата? Ќе подготвам јас, тетка Мерија. Подобро е да одиш таму пред да одиш во фирмата, али? Човекот почна да излегува од контрола. Во ред, чичко, не грижи се. Од сношти ми се врти во глава, веќе сум на пат. Да знаеш. Добро, ќе се видиме во фирмата, ајде. Да, Хандан. Добро утро, зета. Добро утро. Ако си слободен денес, сакам да дојдам во фирмата. Може? Само нека не знае Селда, те молам. Како сакаш така? Јас сега морам да одам, извини. Те чекам во фирмата, се гледам. Добро, благодарам, се гледаме. Сега секој пат кога ќе ми звони телефонот, вака ќе ме гледате? Појадокот е готов. Наместете, јас одам во дворот. Го зедов автомобилот, кажав што требаше. Добро. Со што дојдовме тука? Джем може колку сака да зборува дека ќе ги земе документите од Несрин. Ама јас ја знам Несрин. Никогаш нема да му ги даде документите. Таа мајка и ќерка никогаш нема да ја дадат куќата на Джем. Ќе направат што и да треба и ќе му ја земат. Тогаш јас ќе ја купам куќата. Ајде. Што е? Толку ли ти недостасував па дојде до мојата куќа? Мислиш дека ќе ме исплашиш со вчерашните закани ли бе? А? Јас многу добро ја знам Несрин исто колку и ти. Несрин не само што нема да ти ги даде документите, туку ни гревот нема да ти го даде. Кога ќе ја продаваш куќата, кажи ми. Јас сакам да ти ја купам. Ајде, одете си. Ајде, нечесен еден, ајде. Тргни ја раката, бе. Нашата сметка не е затворена. Јас тебе ќе ти дишам во врат, се додека не си одиш од ова мало. Оди, Хусеин. Ајде. Ајде, довидување. Мрш, бе. Зошто не појадуваш прво? Ќе ја задоцнам, Селда. Ќе јадам нешто во фирмата. Кажи ми, мајка ми уште не се симна? Не се симна, но ќе одам да проверам дали е се во ред. Добро. Искрено се радувам што ја подобрите вашата врска. Всушност не е баш така, ама се трудам. Верувај, се трудам. Мајка ти е многу строга за Несрин, не знам зашто така се однесува. Дали ти кажа нешто тебе? Не, ништо. Зошто? Не знам, не сака да се движи низ куќата, не и дава да сервира, таа се нешто и забранува. Навистина ништо не знам, Селда.
За кого се овие? За господја Берен? Јас ќе ги земам. Има една посебна порака внатре. Јас морам лично да ја ги предадам. Јас сум и татко, јас ќе ги дадам. Жал ми е, господин, не можам. Ајде, земи. Земи. Несрин, поддржи го цвеќево. Секако. Од вчера не се јавуваш на телефон. Се загрижив, дали си добро? Назим. Токму од оној што мислев дека е. Господине Керим, се надевам дека нема никаков проблем. Нема, Несрин. Ќе може ли да ги фрлиш во ѓубре овие таму? И никому не кажуве дека стигнаат цвеќиња. Може ли? Секако. Не забележав дека дојде. Ништа. Тетка Мерија многу се потруди. Нема проблем никаков, не грижи се. Јас ќе средам. Се треба во ѓубре. Уживај, ќе спасиме неколку и ќе ги ставиме во чинија, никој да не види. И онака секој ден чистите, така? Сериозен ли си? Да, ќе кажеме што се случило и потоа ќе се смееме сите. Така насмевни се малку. Како да е крај на светот си се намуртила. Не грижи се. Добро утро. Добро утро, мамо. Добро утро, ама што е тоа на рацете? Се судрив мене сакајки сипек. Јас ќе чистам, господја Селда. Синко, ова ли ти е работа? Ајде измиги рацете и дојди. Тогаш сакам едно утринско гушкање. Не. Ајде оди измиги рацете, па ќе се гушкаме. Одам да видам што прават девојките. Што се случи, Епек? Тетка Меријам, се судрив со синан. Сите паднаа на подот. Многу ми е жал, толку се потруди. И среќа, Епек, што да правиш? Фрли ги, утре пак ќе направам. И пек, мислам дека повеќе не треба да се судираш со синен. Што сакаш да кажеш? Не душо, не сакам да кажам ништо, не се лути. Само те предупредувам. Берен, добро ли си? Туба, исклучи го ова. Назим те бара. Мирисаш ужасно. Каде пиеше синоќа? Не знам ни како сум стигнала, тука не се сеќавам. Хајде, стани, стуширај се, дојде при себе. Хајде. Навистина не мислев дека толку рано ќе се разбудиш. Што е ова? Што правиш ти? Зошто си толку напната, господја Селда? Смири се малку. Гледај ме. Човекот што го сакам се жени со друга. И плюс таа е бремена, замисли. Берен душа. Ајде одиме во соба, не сакам татко ти да те види ваква, добро? И онака, се ни е тајно. Се ни е во нас, нели така, мамо? Само да не дознае татко ти, само да не зборуваат луѓето. Само да се дружиме со луѓе според нашата положба. А ти, дали барем еднаш си се препуштила на текот на животот? Барем еднаш, а? Ајде, среди се и дојди доле. Мамо?
Ајде, среди се побрзо, многу огладнев. Гладна сум многу душо, ајде. Што се случи, кажувај? Ќе ти кажам подоцна. Ке земам чај. Донеси еден чај овде. Акив секој ден доаѓа овде? Доаѓа, да, зошто прашуваш? Ти си му пријател, така? А каква врска имаш ти со Акив? Дали на секој што доаѓа во кафулето му седнуваш на маса без да прашаш? Што има? Всушност тебе треба да те прашам. Што има? Се движиш околу куќата на господинот Керим? Што се случува? Кажи му на Керим, наместо да праќа луѓе, нека ми ги плати парите. Ме разбра? Види ваму, Акив, те предупредив како човек. Ако уште еднаш те видам околу таа куќа... О, конечно. Конечно. Ај. Не мрдај, не прави уште еден чекор, инаку ќе го срушам кафулево. А ти, ако уште еднаш се појавиш околу таа куќа, ќе те убијам, дечко. Не ме терај пак да доаѓам овде. Добро е што не крвари. Мене ќе ме убијат, а ти со прст не мрдаш. Човеков не е безбеден, кај овие не се знае што ќе направат. Ајде беге бе. Оди си. Ајде, дојди. Ајде, брате, дојди, брате. Благодарам. Влези. Дојди, брате. Ајде, влези. Господа те казни, погледни ја куќата, извини сега, извини, закачи го тоа таму. Што е ова? Малку повисоко закачи. Еве готово. Напред еден оглас е доволен. А, така, ајде, ајде. Ај. Што бараш ти тука? Како што барам, ќе ја продавам куќата и затоа сега дојдов, еве.
Ќе ја продаваш куќата, така? Што правиш ти? Еве. Куќава не е за продавање. Господја Фатма? Каква бе, Фатма? Ајде, бегај! Бегај! А ти чија куќа не дозволуваш да се продава? По секој камен од оваа куќа има мој труд, Фатма. Додека ти и ќерка ти лежевте овде, јас од утро до вечер работев и го поддржував татко ми. А ние што правевме, а? Несрин работеше надвора, јас дома работев, сите работевме. Несрин работеше само за себе. Татко ми имаше долгови поради неа, разбираш ли? Слушај ме сега убаво. Твојот татко беше најпасивниот човек на светот. Ако не бев јас, немаше ништо да имате, ништо, затоа и не отиде подалеку од тоа да биде шофер. Ако не бев јас, ти и татко ти ќе бевте на улица, да знаеш дека и двајцата ќе бевте на улица, ќе бевте да не бев јас, само јас да не... Молчи, сиротиот човек! По неговата смрт, тој ве остави кај господин Керим за да не бидете на улица. Неблагодарна една ни еднаш не си помислила на тоа. Знаеш ли како го платив остатокот од оваа куќа? Отидов кај господин Керим и со срам барав пари од него. Сега ти ја продаваш куќата, така ли? Продај! Гледај, Фатма, ќе те убијам. Сериозно. Ти велам ќе те убијам. Никој нема да те спаси од мене. Слушаш ли? Оди си. Пред да направам нешто, оди си. Господ да те казни. Ќе видиш ти јас што ќе направам. Ќе видиш. Дали јас ќе продадам куќата, ќе видиш. Човекот уште и без срам ми праќат цвеќиња дома. Каква храброст е ова, не разбирам. Чичко, смири се. Доаѓам, ќе седнеме и ќе разговараме во фирма. Добро, али побрзај. Хандан? Зете, знам дека не ме очекуваше во ова време, но не може веќе да чекам. Но ако имаш работа... Имам, ама не е важно. Седните, молам, повели. Што те донесе овде во ова време, кажи ми? Зете, со години живеам со поддршка од тебе и Селда. Секогаш бев благодарна кон вас. Ама не знам зошто Селда ми ги скрати сите трошоци освен задолжителните. Повелете. Здраво. А зошто, Хандан? Нешто ми криете, гледам, јасно ми е мене. И да не беше толку голем проблемот меѓу вас двете, Селда немаше вака да се однесува. Доаѓа, мама. Господјо Беран, јас сум Ипек. Влези, Ипек. Господјо Беран, повикавте пријателка на појадок, таа дојде. Пријателка? Која? Не знам. Во ред. Добро,
Те слушам, Хандан. Како што ми изгледа имаш да ми кажеш нешта, hm? Зошто не ни извести дека ти доаѓа пријател Берен?